Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Во денешното видео ќе зборуваме на тема cyberbullying. Ако има некој што се уште не знае што е cyberbullying, тоа би можело да се преведе како дигитално насилство, односно најчесто вербално насилство на интернет, најчесто на друштвените мрежи. За жал се уште сме сфероци дека cyberbullying постои и сметам дека треба сите ние да се залагаме за што е можно повеќе да информираме и да зборуваме за тоа отворено со цел за да тие што го произведуваат, ако можам така да кажам, тој cyberbullying, да се свестат што прават и да престанат да го прават тоа. Искрено сега сум колку толку созран и пораснат, можам да кажам дека гледам многу поинаку на тоа и дека се помалце разбирам зошто се случува тоа и зошто некој има причина некого да исмева од било која основа. Најчесто ова се случува во основни, во средно училиште, кога врсници ќе одлучат да те исмеваат на некој начин на социјалните мрежи. Дали е тоа со погрдни зборови, дали ќе направат некоја група на Facebook против тебе или ќе објават некоја си не толку убава слика од тебе или едноставно ќе најдат било каков начин само да те исмеваат и да упатат лоши зборови кон тебе, а посебно на тие години кога не си доволно созрян и кога е многу лесно некои си такви зборови да те погодат и да ти намалат самодоверба, да ти предизвикаат стрес и што се не да не помислуваме на уште полоши работи. Мислам дека самите тие што го предизвикуваат тој cyberbullying не се доволно свесни до каде тоа може да доведе. Мене сега од оваа перспектива ми е многу несватливо како некој би го правел, како и зошто некој би го правел тоа, отколку не знам. Ако го наречеме тоа имање вишок енергија во себе, зошто таа вишок енергија да ја користиш за да исмеваш некого или да направиш некој да се чувствува лошо, дали на некого му причинува задоволство да направи друг да се чувствува лошо, зашто таа вишок енергија не ја искористиш да направиш нешто креативно. Дури да не е креативно, оди трчај, оди вежбај, цртај, рекреирај се, дружи се надвор, но не мора тоа да го правиш на негативен начин и да предизвикуваш некој да се чувствува лошо. Не можам да најдам некое си оправдување да од било која причина некој што тоа го прави, едноставно треба да престане и треба тој што тоа го предизвикува да се свести и едноставно да не го прави тоа повеќе. Она што би ги посоветувал тие што се жртви на cyberbullying и општо на секој вид на булинг е да зборуваат. Знам дека можеби е тешко некогаш и да кажете пример дома дека нешто се случува, но верувајте дека вие со колку години да имате 12, 13, дури и помалци или повеќе, колку и да се, сигурно можете помалце тоа да го размислите и да го решите отколку што може вашиот родител или брат постар или сестра. Затоа е многу важно да зборувате, затоа што кога со некого нешто ќе споделите и нема да бидете сами заклучени во тоа и да се стресот да биде само ваш, туку ќе го споделите со некого и со самото тоа што вие го споделувате, тоа со некого ќе ви стане полесно, а плюс тој некој што го слуша тоа може да ти даде совет, може да ја реши целата ситуација, да потегне чекор за да сето тоа се разреши и да престане. Така што само ве советувам тие што се соочувате со нешто вакво да зборувате за тоа, да се соочите со тоа, не само да дозволите тоа така да се случува, зашто тоа едноставно не смее да се случува. Само тоа би ви го кажал и на вие што предизвикувате cyberbullying, правете нешто покреативно. Многу е лошо да правиш некој да се чувствува лошо, не е воопшто магнупски, не е воопшто кул. Кул е да бидеш добар со сите и кул е да правиш некој да се чувствува подобро, а не полошо. Се надевам дека придонесов нешто со ова видео и се надевам дека помогнав на некого и се надевам дека за некоја година воопшто терминот булинг ќе го заборавиме и дека нема веќе да постои. Фала ви многу што го гледавте ова видео и се гледаме во наредното. Чао.